Добар ден, драги ученици! Јас сум Невена Петковска, професор по историја во Основното училиште Димо Хаџидимов, Скопје. Денешна наша наставна единица е Османлиската држава. Да видиме целите на часот кои се. Да се осознае настанувањето на Османлиската држава, да се разбере државното уредување, да се знае за општественото уредување, како и Тимаро-Спахискиот систем, кој е нов систем во Османлиската држава, како и за улогата на исламот во Османлиската држава и да се свати процесот на ширењето на државата. Да видиме за создавањето на Османлиската држава. Турците селџуци биле азиско-номадско племе кои живееле во денешен Туркменистан. Некаде околу 12 век, под притисок на монголите, започнува освојување на источниот дел на Мала Азија, но тука војувале и со Византија и со арапите. Државата им била организирана во беглуци или емири, а најмоќен бил бејлукот на чело со Осман. Осман ги обединил малите емири во една држава, која се нарекува, според неговиот основач, Османлиска, а поданиците Османли. Неговата цел била да ја зајакне државата и прошири. Кон средината на 15 век, во времето на Мехмед II, Османлиската држава станува една од најмокните држави во Мала Азија. Да видиме за општественото уредување, но пред се, еве го Осман, да ги погледнеме и сликите. Ова е Осман, основачот на Османлиската држава, Мехмед II освојувачот, тука ви и Сулејман, величествени како еден од поголемите освојувачи, но понатаму ќе следи тоа. И ова е Цариград, слика од Цариград, тоа е првичната слика на создавањето на Цариград. Да видиме за државното уредување. Начело на државата стои владетел наречен султан. Тој ја имал неограничено власта, бил верски поглавар и власта била наследна. Тоа значи дека одела од колено на колено. Негов прв помошник бил големиот везир и тој раководел со државниот совет. Државниот совет е наречен диван, каде учествувале највисоките државни службеници и решавале воени и надворешни прашања. Од државното уредување спаѓаат и кадиите. Кадиеви се судии кои решавале разни спорови. За полесно да се управува со областите, територијата била поделена на поголеми воени области, управни области, кои се наречени санџаци. Начело на санџаците стоеле санџакбегови. Но постоеле и помали управни единици, тоа биле вилаети, нафии и кази. За да се спроведе проширувањето на државата, Османлиската држава имала за цел да создаде огромна и моќна војска. Тоа значи дека војската ја сочинувале 3 рода. Тоа се пешадија, конјаница и морнарица. Но постоела и уште една група, која била најелитна, добро обучена војска и лична гарда на султанот, тоа биле јаничарите. Еве слика од јаничар, како е облечен, како е опремен, а инаку до јаничари се доаѓало по пат на данокот во крв, кога од христијанското население, гледате даночниците, како ги одземале малите деца, ги носеле во специјални училишта во Османлиската држава, во Цариград, и добро ги обучувале воено. Инаку државна религија станува исламот, каде што нормално според исламот, според ширењето на исламот, започнува и така наречената верска војна, света војна. Во општественото уредување, султанот, за да дојде до поголем дел на војници, поголем број на војници, го воведува Тимаро-Спахискиот систем. Што значи Тимаро-Спахиски систем? Султанот имал огромен имот, личен имот од освоените територии и тој доделувал имоти на феудалците
каде што за возврат феудалците морале да служат војска. Тие феудалци кои што служеле војска биле наречени спахии. Еве како изгледа спахијата. Морал сам да се опреми, станувале коњаница, еве оружјето кое што го имале со себе и добивале мали имоти, тоа се наречени тимари. За возврат, нормално дека морале да служат војска. Имотот е наследен, се додека служи војска и неговиот син. Ако се откаже синот и не сака да служи војска, тогаш имотот се враќа назад на султанот. Постоеле и други имоти. Тоа се зијамети и хасови. Зијамети се средни имоти кои се доделувале според одредени заслуги. И хасови, тоа се најголеми имоти кои султанот ги доделувал на најблиските и на најзаслужните. Постоеле уште слободни селани, имале мали земјишни имоти, плаќале даноци и тука више занаетчиите и трговците. Занаетчиите се луѓе кои што вршеле разни занаети во своите градови, а трговците тргувале и со останатите градови во целата османлиска држава. Најмногу бројното население ви е рајата. Тоа е немуслиманско зависно население кое работело на имотите кај спахиите, плаќале огромни даноци и извршувале работни обврски. Тоа се даноците, да, тоа е паричниот данок, рековме данокот во крв, кој што повремено се зимал, и паричниот данок и данокот во производи. Тоа се тие даноци кои што морале да ги плаќаат и биле обврзани кон државата. Рековме, втората цел е проширување на османлиската држава. Султанот имал за цел да го освои, не само, еве гледате овде на сликата од картата, не само Мала Азија, туку и Балканскиот полуостров. Султанот Орхан, тој е син на Осман, во 1354 година ја освоил тврдината Галиполе. Тогаш започнува освојување кон источна Тракија и градот Одрин, кој станал и нивна престолнина, се до освојувањето на Константинопол или Цариград во 1453 година, денешен Истанбул. Штом паѓа Константинопол, веќе престанува да постои византиската власт и Балканскиот полуостров бил запоседнат од османлиската држава. Тоа е се денеска за овој час и ви благодарам на вниманието.